По овие скали до 6 спрат во зградата наречена Бродот во Делчево. Треба да се качува и симнува секој ден 27 годишната Марина, лице со церебрална парализа, за да стигне до станот кој им го додели државата. Радоста на Марина и незината мајка од веста дека државата се сетила на нив, многу брзо се претворила во очај, кога виделе дека за нив е невозможна мисија да стигнат до станот. Во Бродо на најгорниот спрат Тамански, там една собичка, али пошто детенцето не може да се качува милото, ја веќе не вида, добих перде не вида, веќе два и не познавам веќе ни луѓето. Не мога ќе падне, ја ќе сутам, ми тука суте пак. Пошто имам инвалидо детенце, јас сум веќе мајка изнемошена и скапнала. А живеам за това детенце, душо 10 години не мах даде Господ. Седмоче ми се роди, од кило и пол го изчувам. Голготата на ова семејство започна откако насилно беа иселени од старото пожарно, зграда каде живееа 4 социјални случаи, а општината ја изгуби поради долг кон поранешен директор на јавното комунално предпријатие Брегалница. Многу ми е мак, за детенцето оти немаме свој покрив. Ќе ве замолам сите хумани луѓе од социјалното, од локална. Само покриче да може да дадат некаде на долни спас. Социјален стан во собене тросове, да има купателци, душовен суде паде дето. Јас се загнапав него да не падне, ја паднах. Многу ми мака срце, дали ќе доме до свој покрив на главата. Условите каде сега живеат под кирија се очајни, немаат вода, тоалетот е во дворот, кровот прокиснува од сите страни, а предстојната зима го уклучува алармот дека овде нема услови за живот на една самохрана мајка која е полуслепа и диабетичар и дете со хендикеп. Не можам да се качувам по скалите зимно време, помрзнува вода, не може тука да се живее. Ако ја ги замолувам сите од социјалното, ако сакаат да ни доделат социјален стан, да ни дадат пониски спратови. Паднав, се утепав од скарите, викам готово е со мене, мој живот оди. Парадоксалната одлука на Комисијата за станбени прашања при владата е стара скоро една година. Дали новите писмени барања упатени до Министерството за труд и социјала и јавно изречената молба на ова семејство ке допре до надлежните за да си ја преиспитаат одлуката и на Марина, лице со посебни потреби, да и доделат стан до кој таа ке може и да стигне.